Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Денес во Њујорк, председателот Ѓорге Иванов ќе се сретне со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. А од официјалната агенда внимание предизвикува настапот на иранскиот председател на Генералното собрание. Почнуваме со вестите. Махмуд Ахмединеджад денеска ќе го има последното обраќање од говорницата на Генералното собрание како ирански председател. Еден ден откако председателот Барак Обама повтори од истото место дека САД и сојузниците нема да дозволат Техеран да развие нуклеарно оружје и дека времето за постигнување дипломатско решение истекува. Во интервју за Associated Press, Ахмединеджад го отфрли предупредувањето од американскиот председател, велејќи дека ерата на американската доминација во светот завршува. Немирите на Блискиот исток ќе продолжат да бидат голем фокус на Генералното собрание, што ќе е потенцирано со првиот говор пред глобалното тело на новоизбраниот египетски председател Мохамед Морси. Високо на агендата на овонеделната средба е Сирија. Бан Ки Мун вчера го отвори собранието, нарекувајќи ја граѓанската војна во земјата регионална катастрофа со глобални последици. Американскиот председател Барак Обама и републиканскиот предизвикувач Мит Ромни денеска ќе бидат во Охајо. Ова не е коинциденција, еве зошто. За Ромни е важно зашто ниеден републикански кандидат не ја добил Белата куќа без да победи во Охајо, држава со ретко многу електорални гласови. Председателот ќе посегне по група клучни поддржувачи, млади гласачи на два коледжа во Охајо. Најнови податоци покажуваат дека тој води во Охајо и на национално ниво, 6 недели пред изборите на 6 ноември. А работниците во Грција во цела држава одржуваат 24-часовен штрајк да протестираат поради последната рунда мерки за штедење и ова е прва ваква акција откако коалиционата влада ја презеде контролата во јуни. Дебатите меѓу председателските кандидати станаа составен дел од предизборната кампања во Соединетите Американски држави. Во серијата прилози Како Америка избира, осврт за тоа какво е нивното влијание со наближување на денот на гласање. До сега председателските кандидати би требало да имаат обезбедено поголем дел од поддржувачите. Сепак и натам има неопределени гласачи, чии гласови може да бидат одлучувачки за предстојните избори. Дебатите меѓу кандидатите, обично 3 и една за подпредседателските кандидати, се последната фаза во трката за Белата куќа. Гласачите очекуваат тие да се форуми каде кандидатите ќе изложат повеќе детали за главни прашања. Ова е професорот на Универзитетот Џорџтаун Марк Ром. Ова е шанса да ја покажат својата визија, да говорат за своите цели, соништа, надежи за американскиот народ. Воедно да дадат предлози како би ги исполниле тие соништа. Иако полемиката меѓу кандидатите се нарекува дебата, начинот на кој се изведува повеќе наликува на интервју. Кендис Нелсон предава владини прашања на Американскиот универзитет. За време на 2 од 3 председателски дебати и подпредседателската дебата ќе има еден модератор кој ќе поставува прашања. Преку него на одреден начин се контролира дебатата за да се обезбеди честно одговарање на прашањата. Двете дебати со модератор се одвоени по теми на внатрешна и надворешна политика. Третата наликува на собир и граѓаните имаат можност да поставуваат прашања од која и да категорија. Денешните телевизиски дебати се дел од председателските избори од 1976 наваму. Некои може да ги намалат шансите на кандидатот, како што беше случајот со Джералд Форд во 1976, кога кажа дека нема советска доминација во Источна Европа и дека тоа нема никогаш да се случи за време на неговата администрација. Форд беше исмејуван заради ова изјава, а експертите велат дека ова придонело тој да ја загуби трката со Џими Картер. Во продолжение на News Flash одиме по трагите на алармантна вест што деновиве ја објавија американските научници, дека покривката од мраз на Арктикот е најмала откако започнале да се водат сателитски податоци во 1979-та. Во опасност живиот свет, водниот сообраќај, па дури и дипломатијата. Обстанокот на поларните мечки зависи од уловеното во полузамрзнатите води, но топењето за нив значи повеќе пливање за плен, а со тој и опасност од давење. Снимките на НАСА ја покажуваат разликата.
Оваа е од 1979. Оваа пак е направена на 16 септември годинава. Истопената површина е поголема од територијата на Тексас. Научниците го вперуваат прстот во загадувањето од фосилни горива во атмосферата, што ги загрева океаните, а со тоа се заканува на разновидноста на водниот свет. Бен Орлов од Универзитетот Колумбија ги истражува климатските промени. Со растењето на јаглерод диоксидот во атмосферата, 40% од него се враќа во океаните, ја зголемува киселоста и се заканува на коралните гребени. Тоа пак го загрозува рибниот фонд. На неодамнешниот симпозиум на Универзитетот Колумбија учесниците предвидоа дека топењето ќе сврти дел од сообраќајот од Панамскиот канал. Ова затоа што северната патека меѓу Европа и Азија, иако поопасна, е за околу 6500 километри покуса. Ен Снајдер од Правниот центар за климатски промени при универзитетот вели дека за промената не се заинтересирани само земјите што се граничат со Арктикот. Поради природните ресурси, риболовот, редица други причини. Меѓу нив, енергетските извори. Сајдерс вели дека Кина и Јапонија се обидуваат да остварат влијание. Засега без успех во Арктичкиот совет, меѓународен форум на 8 земји што се граничат со Арктикот. Научниците сметаат дека топењето влијае и за поголемо испарување, а со тоа и за екстремни климатски услови, например топење на глечерите на Гренланд, што би предизвикало поплави во пониските предели. Арнолд Шварценегер, се сеќавате од Терминатор, рече дека ќе се врати и се врати. Но може би не сте очекувале дека враќањето ќе биде како политички аналитичар. Утре ќе ви кажеме за неговата нова професија. Нова кариера за филмската звезда на кампус во Лос Анџелес, што нуди Институтот за државна и глобална политика. Гледајте утре во Newsflash. И тоа е се за емисијава. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А ние ве очекуваме овде и утре. До тогаш читајте на интернет, дружете се со нас на Facebook и секако имајте убава вечер. До гледање.